Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва, мој гостин да биде Бојан Стојановски, пратеник, председател на Собраниската комисија за економски прашања. Добро дојде. Честа е моја, благодарам за поканата. Бојан, доаѓаш во интересен момент на позитивна вест пред неколку часа. Позитивна прогноза на Европската комисија, растот на македонскиот БДП ќе забрзува во следните години. Па денеска имаше две добри вести од аспект на економијата. Првата е што конкретно студентите ќе може да ги добијат оние средства за односно ваучерите за да набават технолошко помагало. 55.000 студенти сите ќе добијат такви средства за да набават технолошко помагало, нешто што е многу позитивно и е наше ветување. А втората е токму таа која што кажавте вие, есенската прогноза на економска прогноза на Европската комисија во која што ги потврдува добрите владени политики. Ние кажавме дека нашата економска филозофија ќе се темели на три столба. Првиот е реализација на капитални инвестиции, приватна потрошувачка или нормално подигнување на животниот стандард и засилување на приватното стопанство. Од она кое што јас денеска го прочитав, Европската комисија дава позитивна оценка за сите три дела, нешто што за мене е навистина еден дополнителен мотив да продолжиме и понатака да работиме во оваа насока. Многу интересен момент токму во таа прогноза која што се темели на она што е сработено минатата година. Главните, како што кажуваат, потикнувачи на растот се токму јавните работи на патните коридори 8 и 10Д, кои што започна меѓу другото во 2025 година и ќе кулминираат со растот и со сето тоа што ќе го имаат како импакт врз економијата во 2027 година. Приватните инвестиции ги споменати кои што имаат корист од подобрувањето на амбиентот и субвенционираното финансирање преку заеми од кого друг, ако не од Унгарија. Сега, за сите овие работи, особено за заемите, имаше многу работи кажано од една македонска опозиција. На крајот на краиштата, ако велат козата лаже, рогот не лаже, Европската комисија која што не ја вадеа од уста и не ја вадат и денеска, нели? Еве им кажува дека унгарскиот кредит е позитивна работа која што придонесува за дигање на македонското БДП. Не се надева, чина нова или па знае, ама не сакаа да кажат. Па мислам дека знае, а не сакаа да кажат, и тоа денеска во собранието во текот на утрото имаше седница на Националниот совет за евроинтеграција каде што Венко Филипче кажа дека заради лошиот извештај од Европската комисија можно е да добиеме дополнителни услови за членство и ете по неколку часа демант. Никој веќе сериозно не ги сваќа СДСМ, но тоа политички, ако гледаме партиски, можеби би ни користело, но како држава тоа не може да гледаме голем бенефит, бидејќи нормално е вие во демократијата да имате силна опозиција, но ваквите изјави и овие деманти кои што стигнуваат за неколку часа укажува на тоа дека таму веќе не може човек да очекува некое такво јадро на сериозно политичко битисување. Од аспект тоа што вие го кажавте, јас би се задржал на три клучни збора, мали детали кои што ја кажуваат или ја формираат големата слика. Таму вели капиталните проекти кои што започнаа со изведба во 2025 година. Тоа ние го општевме дека иако тие проекти се преплатени, нема реално интензивирање на работите на терен, бидејќи има многу нерешени проблеми со експроприацијата и така натака. И ние кажувавме дека немаме магично стапче и дека месеци поминаа да работиме на подготвување на теренот за да може тие проекти да се стават во ваква фаза на реализација. И еве Европската комисија кажа дека во 2025 година тие средства, односно тие проекти почнале да се изведуваат. Од аспект на тоа што вие го кажавте, кажаа дека и напишано е таму, заради унгарскиот финансиски пакет, домашното стопанство е подпомогнато и тоа е нешто што е позитивно и затоа е едно од контрибуторите на растот на македонскиот бруто домашен производ и понатаму во тој извештај ќе видите дека да, потрошувачката е зголемена заради зголемените плати и пензии во 2025 година и нешто што за мене би кажало милено во тој извештај, каде што пишува дека во првите 9 месеци од 2025 година надвор од проекциите, дури и многу попозитивно тоа што тие луѓе очекувале кои што го пишувале извештајот, е зголемена даночната наплата. Тоа значи дека некој сакал, направил систем за даноците да ги собираме и тоа е нешто што ќе го објасниме во понатамошниот дел од емисијата. Така да СДСМ само нека продолжи да биде затворен во тој круг на негативна енергија, на инсинуации и лаги. Ние ќе се трудиме се од нас да дадеме за да го подобриме животниот стандард и економската состојба, но е секако добар мотив да се прочитаат вакви извештаи. Значи ништо од фразата дека ги задолжувате нашите деца и внуци, туку се работело сепак нешто со план за да биде подобар нивниот живот, така?
Па така, ајде кога е задолжувањето, вака да кажеме. Денеска јас доаѓам од општата расправа во Комисијата за финансирање и буџет, каде што дискутираме за буџетот. И знаете како, не знам тоа како да го наречам, да зборува еден поранешен премиер и вице-премиер, луѓе кои што 6-7 години биле директно одговорни за формирање на економско-финансиската слика во која што се наоѓаме во овој момент, и да ве обвинуваат за дека вие ја задолжувате државата, тука треба да бидеме екзактни во следново. Ние во овој момент, во овој буџет за 2026 година, треба да вратиме 1,22 милиарди евра стари долгови, од кои што 700 милиони евра само за обврзница која што е издадена во 2020 година. Овие луѓе ја земаа, ние ги враќаме нивните долгови. Наредната година сите ние, јас, вие, треба да вратиме нови 2 милиарди евра земени пари кои што ги зела претходната влада, еден проект нема завршено. Замислете, за 2 години, за 24 месеци сите ние треба да вратиме отприлика 3,2 милиарди евра. Тоа се обврски превземени, ние мора да ги обезбедиме тие пари, а не може да се сетиме на 1 километар автопат, на една нова болница, на едно ново училиште, на една нова градинка, на 1 километар железничка пруга. Сега, ние од друга страна имаме поинаков пристап на нештото. Велиме стратешко партнерство со Велика Британија, каде што прво ќе донесеме ноу-хау, второ експертска помош, директно за финансирање на проекти кои што ќе почнеме да го враќаме откако тие проекти ќе почнат да создаваат бенефит во економијата. Тоа е разликата. Затоа велам, СДСМ нема апсолутно никаков кредибилитет со овие луѓе да зборува за економија. Дури и да има промена и веќе овие ликови да не се присутни таму, СДСМ како партија го изгуби целосниот кредибилитет да зборува за финансии и економија. Дали онаа тема која што ќе ја фатиме во вториот дел, судството и целата приказка околу судиите директно поврзана со тоа каде отидоа тие милиарди кои што ги споменуваш ти, а не видовме ниту бенефит никаков и беше единствен капитален проект оној тунелот под Идризово што го ископаа затворениците, па го затрупаа, нени најдоа кој го закопал. Дали целата приказка ќе се води, ова ќе го зборуваме за подосна, нели, баш околу судиите, судството, правосудството, обвинителите, над 100 случаи во нечии фиоки, нека остане ова. Така. Ако не запота, бидејќи е директно поврзано со приказката која што ја начна ти, каде отидоа милиардите, а не видовме абер од сето тоа, ниту некаков си проект. Па ајдете да дадеме еден предизвик, верувам вие ќе се согласите со мене. Ете нека не демантира се да само мене и вас со едно соопштение, да ни каже господинот Цветановски, господинот Стојановски инсинуира, ние завршивме толку проекти, се сеќавате на едно комично видео дека завршили 1200 километри патишта, дека го представија автопатот Кичев Охрид како завршен, до каде и се возеа по него така со по тие тумби. Како да ви кажам, дека првото користење на вештачка интелигенција во Република Македонија за 2024 година за кампањата го направија Венко Филипчи и Благој Бочварски, кога преку вештачка интелигенција представија дека автопатот, односно експресниот пат од Градско кон Прилепе дека е завршен. Тоа е тоа што тие го завршија. Затоа Европската комисија денеска дое со демант. Тоа не е нешто што сум го кажал јас или ВМРО ДПМН. Европската комисија каде што вели дека коридорот 8 и 10D почна реално со имплементација и со изведба во 2025 година. Ние проектите, без разлика какво е нашето мислење за нив, ние сме збореле многу пати во јавноста, стоиме на тој став, ама немаме право да го закочиме тоа што некој друг го отпочнал и за тоа да платат граѓаните. Што сме начекале, тоа ќе го завршиме, ќе размислиме како да го консолидираме буџетот и да продолжиме да изведуваме нови проекти. Тоа го правиме секаде. Дали во општините, дали во владата, еве поново сега и во градот Скопје. Го кажа тоа на самиот почеток, исполнивте едно ветување кое што не беше лесно за исполнување. Зборуваме за 15.300 денари по студент, а 55.000 чинам се така. Така, да. Многу пари се, но сепак обстојавте на тоа. Така. Па видете, знаете како, ние секогаш сме велеле дека во буџетот, еве тоа има една интересна бројка, сега имаме апсолутно поголем буџет него претходната година, но како дефицит апсолутно помал. Ние собираме повеќе пари, домаќински, царината има зголемени наплати на приходите, УЈП има зголемени наплати на даноците, функционираат инспекторските служби и заради тоа што ги собираме парите и ги трошиме домаќински, имаме простор да обезбедиме за 55.000 студенти по 15.300 денари. Или вака сакам да го симплифицирам. Тоа значи дека едно македонско просечно семејство со двајца студенти ќе добие помош од 500 евра од државата и двајцата студенти ќе можат да си купат
технолошко помагало и тоа се средства кои што ќе останат во домашниот буџет на нивните родители. Паралелно со тоа што планираме како да го ако земеме дека во тоа семејство членуваат и двајца пензионери кои што добија по 7.000 денари двајцата, во едно семејство ние само за оваа година имаме по тој основ една пензија плюс 14.000 денари месечно за двајцата пензионери и во овој момент имаме плюс 500 евра за двајцата студенти да можат да ги набават тие технолошки помагала. На тој начин сметаме дека треба да дадеме буст прво на македонските семејства да живеат подобро, а второ на младите луѓе, за да им покажеме дека иако чекавме едно срушено општество кое што не мислеше на младите луѓе, за кое што разговаравме дали има вода и соодветна храна во студентските домови, сега зборуваме за ваква помош од владата кон студентите. И знаете како, секогаш има некој што тоа ќе го искритикува и тоа е здраво. Јас би сакал тука вака да им порачам на младите луѓе. Ние, како политичари, постоиме тука за да го подобриме животот. Ќе работиме 24 часа. Многу ќе се обидуваме, ќе имаме предизвици, но ќе дадеме се од нас за младите луѓе, по можеби 6, 7, 8 години од нашето владење да бидат на едно повисоко ниво од тоа што се сега. Тие кои што ова го критикуваат, многу не мотивираат, ентузијазам ни даваат уште повеќе и нема да не откажат. Продолжуваме да работиме за доброто на секој еден млад човек во оваа држава. Како што кажа расправата за предлог буџетот е во полн ек, но еве, не е како што вели опозицијата, тие велат повторно, има една фраза која што ја користат секоја година, расипнички буџет. Дали ова расипнички буџет и ако не е, зошто не? Па не е расипнички, освен ако сметаат дека расипнички е тоа што ние се задолжуваме да им ги вратиме нивните долгови, кои што ги земаа не направија ништо и тоа што обезбедуваме и се бориме за секој денар да оставиме нешто позади нас. Не е расипнички вие да имате сега за разлика од 6 месеци од ребалансот до буџетот 7,5% повеќе средства за да дадете повисоки плати наредната година. Бидејќи се обврзавме дека секоја година ние ќе покачуваме плати. Не може да е расипнички ако 9,7% вие ја зголемувате вкупната маса на пари за пензии за да ги зголемите пензиите на пензионерите согласно законот кој што ќе се донесе, односно моделот кој што е усогласен и со самите пензионери. Не можете вие да велите дека е расипнички кога продолжува историската поддршка за младите, за образованието, за здравството, за инфраструктура, така да ова е све освен расипнички буџет. Ова е буџет кој што има две основи. Прво, реализира наши капитални проекти и она кој што ние сметаме дека треба да се реализира, а второ да враќа нивни стари долгови на крајот кој што не остана ништо, односно не можеме да видиме ништо што е изведено. Ти велиш дека документот е реален и дека носи решенија за проблемите на граѓаните. За кои проблеми носи решенија? Јас не можам да се сетам, односно не можам да видам ниту една сива зона за кои проблеми и не дава решение овој буџет. И покрај тоа што фискалниот простор е многу намален заради овие долгови, неопходно е за тоа да направиме фискална консолидација. Ако вие имате потреба да вратите 1,2 милиарди евра, нешто што е рекордно досега во независното постоење на државата, а при тоа го намалувате дефицитот, го намалувате јавниот долг, а ги покачувате платите, пензиите, капиталните расходи за капитални инвестиции, тогаш укажува на тоа дека вие решавате проблеми на граѓаните. Сите знаеме кои се нашите проблеми. Од нефункционалност на институции, можеби до проблеми на луѓето да имаат една општествена дејност на институциите кои што треба да им ја даваат. Ние, втора година поред како што креираме еден ваков програмски буџет, издвојуваме средства дури при вакви предизвици да ги подобриме јавните добри услуги кои што институциите треба да ги покажат или да ги продуцираат кон граѓаните. Со овој буџет ќе добијат и работниците во јавниот и приватниот сектор, ќе има и реализација на капитални приходи, но и сите оние кои што сметаат дека оваа држава треба да ги на некаков начин да им покаже дека се грижи за нив, има средства за сите тие луѓе. Тоа значи дека ќе има повеќе наставни помагала, подобри услуги во здравството, повеќе лекови, ќе се проширува позитивната листа на лекови, ќе имаме подобри болници, ќе купиме нови автобуси за јавните сообраќајни предпријатија онаму каде што има јавни сообраќајни предпријатија, ќе градиме нови железници, нови патишта, сето тоа граѓаните ќе го видат. Ќе се грижиме за безбедноста во нашата држава, ќе дојдеме рамо до рамо со нашите НАТО партнери. Работниците ќе може да бидат задоволни, приватното стопанство ќе се надева на помош од државата. Тие се проблемите и ова е секако давање едно решение на сите тие проблеми. Велите еден од аргументите е дека буџетот и се што е содржано во него е заснован врз работата на оваа влада досегашна. Дали онаа вест со која што започнавме, оценката од Европската комисија всушност е круцијален, крунски доказ дека зборуваме за паталци, а не за гаталци, односно ова е буквално кажано
потврда на целата досегашна работа и дека сте работеле и дека сте работеле како што треба. Па ние сакаме тоа така да го примиме како порака, но за нас е поважно следното, да ни даде мотив уште повеќе да работиме, бидејќи да бидеме јасни, колку и да успееме ние да направиме реформи и мерки и оние показатели економски да бидат позитивни, сепак знаеме дека тоа не е доволно. Ние нема да бидеме како СДСМ да излегуваме и 7 години да велиме дека Google и Facebook се на граница, дека здравството европско ќе биде бесплатно ако го сменим името. Не, ние сме свесни дека нашите сограѓани живеат тешко. Ние сме свесни дека нашето стопанство има проблеми, ние сме свесни дека реализацијата на капиталните инвестиции оди некаде со одредени потешкоти. Ние тоа многу добро го знаеме и затоа работиме 24 часа за да успееме таа позиција која што не беше нула, која што беше длабок минус, да ја стабилизираме и да продолжиме да градиме нешто кое што се нарекува едно стабилно економско функционирање. Така да, потврда е на нашите позитивни политики, но уште поголем мотив да дадеме уште повеќе од нас, бидејќи овој народ тоа го заслужува, а и го очекува од нас. За кои капитални инвестиции ќе бидат најголемите ставки во овој буџет 2026, дали имаш информации? Па секако дека да, таму се работи за големи проекти кои што треба нивната изведба да заврши, односно да се дофинансира. Многу често нас не обвинуваа дека предизборно сакаме да ги подкупиме граѓаните и тоа денеска го општев и во собранието. Мене навредлива ми е квалификацијата да излезе некој да вели ги излажавте граѓаните пред избори, ги лажете граѓаните пред избори, како да е толку лесно да излажеш 430 или 300.000 граѓани. Нешто што не сакам да го прифатам, а дека на тој начин што сме ги помагале општините, сме сакале да влијаеме на волјата на граѓаните. Еве во овој ребаланс ја зголемуваме ставката за дотација до единиците на локални самоуправи, затоа што во општините сега не победија само градоначалници на ВМРО-ДПМН, таму каде што победиле градоначалници на другите политички партии, таму живеат граѓани кои што имаат проблеми, така да еве завршија локалните избори, ние издоминиравме, имавме убедлив триумф, но повторно продолжуваме да ги помогнеме општините. Ке ги завршиме автопатите кои што сме ги започнали на коридорот 8 и коридорот 10D. Тоа значи дека Тетово Гостивар ќе продолжи да се гради, Гостивар Букојчани ќе продолжи да се гради, Кичево Охрид конечно оваа година ќе биде завршен, дека Прилеп Битола автопатот ќе продолжи да се гради, дека ќе продолжи да се гради втората делница од пругата кон Бугарија, односно Белјаковци Крива Паланка, дека третата ќе почнеме да ги интензивираме активностите. Го потпишавме договорот со Република Бугарија за изградба на тунелот. Исто така очекуваме наредната година да почнеме да влеземе веќе во градежни активности за брзата пруга која што ја најавувавме на коридорот 10D. Имаме многу зголемување на средствата и во образованието, но и во Министерството за спорт, во Министерството за транспорт, така да очекуваме во наредната година со овој буџет да продолжиме да ги финансираме и да ги завршиме некаде да ги интензивираме активностите градежни на сите оние 1200 точки кои што ги најавивме дека ќе се случат. Некаде се започнати, премиерот секој ден е на почнување на градежни активности на некакви проекти. Видовме пред неколку дена во Петровец културен дом, денеска во Газибаба, утре ќе биде на друго место. Истото тоа го следат и градоначалниците, значи тоа е нашата визија. Ние тоа го финансираме со овој буџет. Гледам од СДСМ ќе кажат дека бројката на капитални инвестиции, односно сумата е намалена. Тоа е така, заради тоа што за прв пат, и ова сакам да бидам многу екзактен и многу јасно да ме разберат граѓаните, во нашата држава ние не намалуваме заради тоа што не сме способни да ги реализираме, туку заради тоа што градежната оператива во државата едноставно нема можност да ги прими сите тие проекти, бидејќи навистина ги има многу. Токму затоа оваа година премиерот и владата одлучија тие 250 милиони евра кои што ги дававме на општините, на сите општини, оваа година да ги ставиме на холд, да им дадеме простор на општините да ги завршат веќе почнатите проекти, оваа година квалитетно да испроектираат, бидејќи не се тие средства само да се потрошат, треба да бидат квалитетни проекти кои што ќе решат многу проблеми на граѓаните и наредната година повторно ќе ги интензивираме и тие проекти, така да тоа е она кое што граѓаните може да го очекуваат од аспект на капиталните проекти. Меѓу другото, овој буџет кој што треба да овозможи зголемување на просечната плата за 6,5% и намалување на невработеноста со тоа за 1,6% и да дојдеме до историски 10% невработеност. 6,5% е минималната граница која што ние предпоставуваме дека ќе се случи, но доколку успееме во реализацијата на сите оние мерки кои што ги планираме,
не би ја исклучил можноста да има и над 6,5%, бидејќи претходната година успеавме 10,5% да ја качиме нето исплатената просечна плата, нешто што е добар успех. Исто така како што кажавте вие, 1,6% да ја намалиме невработеноста, да ја зголемиме вработеноста, нешто што иде компатибилно едно со друго, бидејќи во времето на СДСМ да паѓаше невработеноста, вработеноста не растеше бидејќи луѓето ни бегаа во странство. За нас е многу поважно да паѓа невработеноста, но да расте бројот на вработени лица. Тука се гледа реалната статистика, дали вашите политики влегуваат во ефект или не влегуваат во ефект. И конечно во 2027 година да стигнеме до едноцифрен број на луѓе кои што се невработени, односно околу 9%, но да го зголемиме бројот на вработени лица. Тоа е онаа суштина која што овој буџет треба едноставно да ја даде како квалитативен основ на подобрување на животниот стандард. Така да јас очекувам 6,5% да биде долната граница, зошто да не се обидеме и тоа да го пораснеме и плюс. Што да очекуваат пензионерите од буџетот за 2026? Пензионерите да очекуваат две работи: повисоки пензии согласно моделот кој што е договорен, кој што сметам дека е прифатлив за нив, бидејќи во мандат од 15 месеци успеавме на секој пензионер да му ја покачиме пензијата за 7.000 денари. Предходно се сеќавате какво беа понижувани и бркани од владините институции, па беа убедувани дека 120 денари, дека 80 денари е доволно покачување. Истото може да го очекуваат и сега, еден партнерски однос од владата, а второ, да не веруваат на оние инсинуации и лаги дека државата ќе се распадне, дека пензискиот фонд е нестабилен. Не, стабилен пензиски фонд преку покачување на приходите, нешто кое што е суштина во нашето функционирање, бидејќи никој повеќе не ги гледа управата за јавни приходи, царинската управа како простор каде што треба лично да се збогати, па потоа да инвестира во висококатници во Дубај, туку ги гледа како институции кои што треба да наплатат. И второ, како што кажав, покачување на пензиите. Тоа треба да го очекуваат. Како би ја оценил расправата во парламентот? Конструктивна е опозицијата? Како се одвива дебатата? Па знаете како, многу често сакам да ги анализирам од еден политичко-социолошки аспект. Так. И ако за нешто сум вчуденевиден од СДСМ, може би вие кои што сте поискусни и тоа подобро го знаете од мене, леснотијата со која што користат лаги во политиката, нешто што за мене беше цивилизацијски шок некаде 2015 и 2016. Тоа име добар ден. Толку сум се изненадил од тоа. И втората работа, тоа е веројатно некоја внатрепартиска борба. Еве оставам наредниот период да ни покаже дали е тоа така или не. Човек кој што така бил жестоко поразен на избори, да излегува толку, ова го зборам за сите пратеници, уверен во себе и да вели вие сте ги излажале граѓаните и да ги подценува сопствените граѓани, за мене е неприфатливо и нејасно е во тој аспект. Инаку, тие се луѓето кои што да не донесоа до ова дереже, тие беа министри, креираа буџети, ги трошеа тие буџети. Тие беа оние луѓе кои што велат сега дека реализирале капитални инвестиции, а забораваат да кажат дека Артан Груби беше и премиер, и министер за транспорт, и министер за финансии, и министер за економија, и министер за труд и социјална политика. Така да дебатата од нив ја проценувам како обид за личен политички кариерен спас и како тотално несериозно. Како што ја проценува и народот, впрочем. Не можеш да се изначудиш на ароганцијата која што произлегува од нив. Јас не можам. И денес имаше еден многу добар опис на целата приказка во еден исказ на нивна поранешна функционерка од градот Скопје, која што при првиот круг кога беше дебаклот страшен, вториот уште полошо, но пренесе една изјава од нејзина сопартика, значи од СДСМ, која што рече колку се само арогантни, замисли колку ќе беа доколку па победеа. Каде со тоа? Тоа е минимизирање на поразот, со тоа што се однесуваат како што се однесуваат, се расфрлаат со фрази ефтини, некои излитени, тотално несоодветни на ситуацијата, како што кажуваш, лаги, релативизација, девалвација, тоа се главните спортови на бихачка, но никако да излезат од таа матрица. Не можат, не. Ситуацијата е сосема поинаква, условите се сосема поинакви, поразот е катастрофа, значи дебакал ова не се случило никогаш на никого, ниту на вас, ниту на нив, но односот останува ист, ароганцијата пршта, што вели народов. Па мислам дека на дел нив и ми е мило што така се случи на овие локални избори, бидејќи изгледа имаат отворени конфликти со претседателот на нивната партија. Па можевме да видиме како нивниот идеолошки гуру пред неколку дена го создаваше новиот идеолошки поредок на СДСМ на една емисија која што се емитува на YouTube.
и чинам дека најверојатно во рамките на пратеничката група има и некоја инсинуација за одредени промени, но тоа си е нивна работа, не им го правиме тоа што тие ни го правеа на нас. Но знаете како, ајде ете, со оглед дека зборуваме за буџет, да се потпреме на бројките. Ние станавме пратеници во првиот мандат некаде 2020 година, тогаш ВМРО ДПМН имаше 3 градоначалника. Со нашиот активизам во парламентот помогнавме до некаде, во 2021 година ВМРО ДПМН да освои 44 општини. Тие станаа пратеници 2024 година, кога има 18 градоначалници, со нивниот активизам, тоа што народот ги гледа како се борат во наводници во парламентот, до 2025 го дотераа СДСМ на 6 општини. Сега прилично е јасно какво треба тие луѓе да бидат разбрани во нивното комуницирање со јавноста, но тоа што они си го имаат се уште оној генетски код на СДСМ, како да се тие преодредени да водат, како тие да се преодредени да владеат, како тие да се преодредени, што вели нивниот идеолошки татко во тоа интервју, да имаат сина крв, практично одат во една насока во која што уште пожестоко го потценуваат народот. Мала анализа на она што тие го зборуваат ги изважавте граѓаните пред избори. Ако некој тоа го зборува, тој практично не разбира дека го лаже целиот народ, бидејќи ако вие сте победиле 2024 и 2025 на начин на кој што е убедлив согласно процентот на излезност, тогаш вие ако велите дека некој го лаже народот, вие го навредувате сопствениот народ дека можеби нема, еве да кажам, можност да разубедува или да разликува дали нешто е правилно или не е правилно. Ме разбирате? 4 изборни циклуси поред. Ако 4. не се тие победници, тогаш народот за нив е некој кој што не носи решенија кои што се соодветно квалитетни или како што би рекол оној од левица, нерационална или глупа одлука донеса граѓаните. Тоа е таа иста матрица на некоја сисина крв или преодредување на владење и секогаш кога ќе ме дадете власта, гледате како завршува. 7 години од Зоран Заев до сите други. Истото тоа ќе се повтори, бидејќи Венко Филипче, Оливер Спасовски и сите оние кои што седат во собранието не станале подобри луѓе преку ноќ, они немаат што поквалитетно да понудат, ги виде народот до што не донеса. Така да само нека продолжат на тој начин. Нашата работа е ние да не се вообразиме од тоа што противникот е слаб, туку да му го дадеме на народот тоа што го бара од нас. Уште повеќе работа и уште повеќе резултати. Го следев и говорот на Венко Филипче посветен на евроинтеграциите на Советот за евроинтеграции, каде што ве обвини дека сте го заглавиле евроатлантскиот пат, дека стагнираме, не се движиме никаде. Дали сакаше да каже дека треба да го придвижите на оној нивни испробан начин со подпишување на, да не речам, ступидни антимакедонски договори, кои што меѓу другото се директната и конкретна причина за дереџето на кое што се наоѓаме сега. Нека не зборуваат, тие го подпишаа францускиот предлог во време кога вие во собранието и ние народот на улиците јавно им велевме гласно, громогласно, не го подпишувајте. Не, беше логото на маичките што ги носевте и вие и народот на улиците. Но тие го подпишаа, сега тој договор е директна конкретна пречка, бидејќи вели внесување на бугарите во уставот, кое што е нелогично на начинот на кој што се бара, подпишано директно од претходникот на Венко Филипче, кој што беше поставен таче пустиот Димитар Ковачевски, истиот човек Заев го прошета малку, го постави, па потоа го прошета и Венко до Грција и назад, па го постави затоа што овој претходникот доживеа пораз. Сега Венко ве куди вас, а не си ја бараат вината во сопствениот двор. И повторно, вие сте оние кои што го заглавувате европскиот пат. Така, па мислам дека ако го анализирате неговиот говор, тоа би било совршен мост за наредната тема за која што ќе зборуваме, за нивното последно упориште што вели тој што им е сега идеолошки татко, последното упориште на слободарството, односно каде што можеле да земат здив, а тоа замислете било судството и обвинителството. Сега јас денеска добив чувство дека Венко Филипче повеќе навива за Бугарија него што навива за Македонија. Так. И денешниот говор добро е сите граѓани да го слушнат и да си го постават следно прашање. Ако овој човек го зборува ова вака јавно, пред сите, пред присуство на председателот на Републиката, евроамбасадорот, пратеници, јавност, сите оние општествени чинители кои што се одговорни за тие, ете така би кажал, надворешни односи на државата, тогаш можете ли да замислите што тој збори позади затворени врати? Вакво отворено кодошење и напаѓање и рушење на позициите на Република Македонија на отворена сцена невидено е до сега. И сега ако тој тоа нема
Срам да го прави во собранието, тогаш замислете он како ја кодоши сопствената држава кога оди во Брисел, кога оди во Софија или кога оди било каде да се види со оние кои што доаѓаат тука да не убедуваат и да не притиснуваат да прифаќаме уставни измени без никаква гаранција. Затоа на тие кои што имаат великобугарски шовинистички идеи им е лесно да ги пласираат бидејќи имаат сојузник во државата. Ете го денеска сојузникот. Ете го денеска сојузникот директно кажа, не знам зошто ние некако се спротиставуваме, ајде да го смениме уставот, после тоа ќе видиме и имате лош извештај како да навива да ни даваат плюс услови за нашиот пат кон Европската унија. Тоа е она кое што граѓаните денеска треба да го заклучат од неговото однесување. Многу е нелогично неговото однесување, ако не свати нешто преку оние црвени линии кои што наликува на бело знаменце, мафтање се предаваме, ама нели тука сме, ќе направиме се за вас, зборувам за нели Европа, односно Европската унија, односно за бугарите. Ајде да не се лажеме. Значи, тоа што се случи на изборите не беше само локалните избори, добриот избор, иако имавте многу подобар кастинг и за градоначалници и програма и се, беше и револт на граѓаните кон она што го прават таа бугарштина што наеднаш излезе, иако до вчера вие бевте бугарофилите, нели? И во агендата на СДСМ, да не се лажеме како беше сето тоа. Сега наеднаш имаме една трансформација на Венко Филипче и предходната каста на Ковачевски, а предходно на Заев, кој што се привлекува кон Бугарија. Ајде Заев, бизнис врските, така, да. На вице парите, еве, од Јагленот одеа таму, а да не зборуваме за Заев, нели, и сметките и сето тоа, но кај Венко очигледно поврзаноста и сето тоа, но еве, тој не свати, иако нели 6 градоначалника освои, продолжува со истата приказка. Бојан, ова е тотално нелогично. На крајот дали ќе испадне дека она што го кажа премиерот Мицкоски за ковчежињата со бугарски пари е вистина, бидејќи нема друга логика целиот муабет. Ако си ја сечеш гранката на која што седиш, членството не го одобрува, тоа народот, граѓаните до вчерашните гласачи, симпатизери бегаат од тебе, а ти продолжуваш буквално народски кажано како слеп за стап се држиш, внесете ги без гаранции. Так. Нема никаква логика, нели? Па логиката е во тоа што вие го кажавте, го изјави премиерот во куферчињата со пари. Бидејќи во текот на летото видовме дека и сегашниот потпредседател нов кој што го официализира неговиот избор, тоа е таков еден јахта кастинг и не е тајна, ете една па би кажал новинарска агенција истражувачка укажа дека неговото возило е купено од такви средства од фирма која што е регистрирана во Бугарија. И не би ме изненадило, затоа што директно вака и лично сигурен сум дека има таква поврзаност во тој аспект, но како да ви кажам, тоа е начин на кој што тие ја практикуваат политиката. Тоа е, можеби да кажем, нивна карактерна особина, ама наш заеднички проблем. Бидејќи тие луѓе ја рушат позицијата на нашата држава. И сега ние практично излегува дека се бориме со аргументи пред светот и сме упорни, сме пргави, не се согласуваме на тоа кое што ќе ни го кажат и тие логично на крајот од тие состаноци не прашуваат добро во ред зашто се толку тврдоглави кога овие пред вас дојдоа и кажаа дека амблок прифаќаат се. И навистина тие црвени линии кои што ги кажаа дека ете прво пред локалните па после локалните, приметувате дека таа тема исчезнува од јавноста, дека тие црвени линии повеќе не постојат. Да. Не ги ни пратија. Но останува за тие црвени линии основното прашање: кој е авторот? Зошто тогаш беше тоа исфрлено како тема? Која беше целта на таа тема која што требаше да биде отворена? И зошто сега повторно тие црвени линии не се пуштат до парламентот? Дали е тоа можеби изјавата на Мицкоски дека добро, нека стигнат, ние тоа ќе го дополниме, го имаме мнозинството, па да видиме дали ќе биде прифатливо. Дали можеби тој кој што беше автор, дали можеби тој кој што одлучи преку овие изведувачи, односно подизведувачи, да ги пласира повторно тие идеи на великобугарски шовинизам, се сопре заради тоа што свати дека повторно некој ќе ја стави раката и ќе рече: до овде можете да одите, на ваков начин можете да комуницирате со нас, можеме да бидеме цивилизирани, можеме да разговараме на дипломатски начин на зелена маса, но црвената линија е тука. Мислам дека тоа беше на крај она кое што ги сопре во таа идеја. Многу индикативно беше што спомнувањето на ковчежињата со пари го измакна од зимски сон и оној неимарот новопечен од Дубај, Заев, и веднаш излезе и кажа дека не било така. Јас се сомневам во целата приказка дека не се сомневам, очевидно е дека тој е нели кукларот што марионетите ги игра на сцената, се гледаат дури веќе и оние нели конците, до таму ја отиде на работата.
Еве ќе одговорам на начин на кој што е својствен на него, а тоа е еден комичен начин. Него само пари може да го извадат од зимскиот сон. Приметувате дека секогаш кога реагира е нешто за пари. Секогаш од кога престана да биде премиер, од кога даде оставка, се спомнат пари, тој прв реагира. Така. Па веројатно тоа нешто укажува за тој карактер и за тој човек. Нека продолжи барем додека може и ужива во слободата која што му ја дава последната институција на слободарството и тамо каде што може да се земе демократски дух, со украдените пари од народот, со уживањето на забавите од Турбо Фолк звездите во Дубај, зашто еден ден за таквите злодеи јас сум сигурен дека правдата ќе го стигне. Токму тоа е вториот дел од темата и емисијата, која што ќе продолжи веднаш по рекламите, ќе зборуваме за судството, последното упориште, велат на неспособните, но еве кај нас било поинаку, бидејќи да те штити некој, знаеме како да ти работи. Со нас е Бојан Стојановски, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Бојан Стојановски. Ја начнавме темата на судството, токму неизоставено од оваа емисија, неминовно да го споменеме, Филипче, ве искара дека сте вршеле притисок врз судството. Еве, директно од него, Бојан, зошто вршите притисок врз судството? Па затоа што да не беа судиите такви какви што се сега, Филипче немаше да биде во собрание и да дели лекции. Каде ќе беше? Па ќе беше на некое друго место, каде што ќе требаше да одговара за сето тоа што тој го сторил и тие кои што седат во собраниските клупи. И нормално ние очекуваме тој да го брани судството и тука нормално треба да направиме една дистинкција. Тоа се неколкумина суди, неколкумина обвинители, една клика која што е тесно поврзана со нив. И тука сакам да направам повторно ќе кажем една јасна дистинкција. Постојат и суди, постојат и обвинители кои што честно си ја работат работата, а најмногу од се заради ваквото негативно дејание на овие неколкумина кои што се собрани околу овиот судскиот совест и од јавниот обвинител, страдаат вработените кои што се во судските органи и во оние јавно обвинителски служби кои што заради овие другиве па не може да си ги остварат основните права, дури и кога имаме волја да им помогнеме. Но оваа клика, како што неколку пати ја спомнавме во емисијата, на последно упориште на луѓе кои што прво успеа да ги спаси, второ, кои што и појојанници, индици, предмети, документи предадени во обвинителството едноставно одбива да прогледа дека таму има очигледни докази за сторен криминал. Гледате како тие некако синхронизирано функционираат. Овој од собрание и ги брани, овој идеологија укажува на тоа дека тоа е последното нешто кое што треба да биде избрането. Овие од нафталин извадени поранешни шарени револуционерчиња кои што 7 години никаде ги немаше, сега повторно реагираат и се будат да се велат треба да се одбрани тоа што е независно, замислете. И овој кој што веројатно откако ќе го разбудат на работа и ќе му кажат дека е јавен обвинител да дојде во собранието да бара повеќе пари за да функционира, ја формираат таа клика на која што едноставно мора да иставиме крај, бидејќи гледаме дека и во европскиот извештај и секаде доаѓаат и ни велат дека немаме унапредување на борбата на корупцијата и покрај тоа што ние како влада повторно ќе кажем милијадници предмети имаме доставено до обвинителството, никој не е санкциониран. Гледаме дека ако владата сама не обезбеди докази и јавно и не ги притисне, дури да ги санкционираат оние кои што и од нашите редови прават дејанија кои што се едноставно недозволиви, тоа ако не се направи, тоа нема да се направи и ова укажува дека едноставно мора да има промени. Премиерот кажа, ете, со оглед дека велат немаме доволно испорачено од аспект на правосудството, да видиме кој е во право. Ние до крајот на годината ќе ги донесеме законите кои што Европската комисија ги бара од нас, иако граѓаните треба да знаат дека тоа не се реформски закони, дека тоа не се закони кои што треба да обезбедат функционирање или реформи во јавното обвинителство и судство, односно двете кои ќе ги споите што имаат 2% рейтинг, туку тоа се закони за повисоки плати. И ете, држава која што должи сега треба да врати 1,2 милијарди евра, држава која што до година треба да врати 2 милијарди евра, ќе треба на овие да им даде буџети за они сами да одлучуваат како ќе ги трошат, да имаат судиите и обвинителите повисоки плати, а овие кои што испокрадоа и кои што не донесоа нова дереđe ќе седат во собрание и ќе ни беседат дека го притискаме македонското правосудство. Ете на кратко тоа е сликата за македонското судство во моментот. Значи сепак ќе се случи ова со подигнувањето на нивните плати, зголемувањето. Ете да, ако тоа е она што од Брисел ни велат немате реформи, ете да, до крајот на годината бараме модел кој што е
правилен, дали е од процентот на бруто домашниот производ, приходите и така натаму. За нас е недозволиво да имаме ние држава со таква економска состојба поголемо финансирање од некои силни европски држави. Ете, ќе најдеме модел, ќе им ги донесеме законите и очекуваме од Брисел да ни стават петка. Но потоа ќе видиме дали до тука бил проблемот. Дали ние сме ги притискале или нешто е друго проблемот. Но една работа да знаат, секој еден денар ќе им биде контролиран. За секој еден денар ќе има детална сметка и за секој еден денар ќе има одговорност. Затоа што ние сакавме да покажеме и да им укажеме на сите дека не е тука проблемот. Дека луѓе кои што имаат 2% рейтинг не заслужуваат такво нешто. И ете да не испадне дека ние инсинуираме со законот, со кривичниот законник со кој што си се амнестираа сите, па се уште лажат. Најголемата лага во македонската политика е дека ВМРО-ДПМН не направило кворум на таа седница. Тоа е најголемата лага. Тоа е неточно, до ден денес оној Пендаровски го шетаат по медиуми да лаже. Тоа не е точно и тоа сакам најостро да го демантирам зашто јас бев пратеник тогаш. Не направи ВМРО-ДПМН кворум, направија оние од кај таравари пратениците кои што сега се со нив во преградка. Ќе донесеме ние самите, затоа што Уставниот суд укажа дека има потреба. И за да не дозволиме сите од затвори да излезат за се што имаат направено, ние како пратеничка група ќе поднесеме измени на кривичниот законник за да спречиме прво тие кои што се сега по затворите да излезат, а второ за било кој да биде амнестиран за било какви дела. Тие го донесоа, тие шверцерски го провлекоа во собранието за да никој не одговара. Со европско знаменце. Со европско знаменце на сила под туторство на Артан Груби паѓаа во несвест кога им се уваше на секој 20 минути да кае законот. Лично сум го видел тоа со мои очи, сите колеги во парламентот. Ние до крајот на годината ќе ги поднесеме измените на кривичниот законник за да во оваа држава завладее ред, а не завладее една тотална безправда и анархија како што можеби има во овој момент. Бојан, се правеше статистика и испадна споредбено дека судиите во Македонија споредбено со просечната плата, минималната плата, се сосема во ред со платите и дека одговараат на германските стандарди на платите, ако и таму се споредат нивните плати со просечната, со минималната плата. Нели ова ќе биде малку премногу за нив? Се што бараме од нив е само да пресудуваат, да судат и да работат како што треба. Никој ништо повеќе не побара. Да го правеа, така. Никој ништо нив не побарал. Се што бараме е само да судат така како што кажува словото на законот. Не за едни, не за други, не за трети, за сите. Истото тоа го бараме и од обвинителите. Так. Судете, обвинувајте, формирајте предмети, акти така како што треба, без разлика дали некој бил ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ, ВЛЕН и така натака. Еднаш за секогаш нека не завладее правдата, но никако не можеме да дозволиме и не можеме да се помириме со тоа против нашите етички и морални вредности кои што ги имаме во себе и против попределбите што ги имаме како партија. Е дека треба на некој да му исплаќаме високи плати, треба некој да одлучува колку луѓе ќе вработи, каде и кои, бидејќи кога го дадовме еднаш тоа видовме во СЈО кој све се исповработи, тоа беше скандал и видовме како завршија со еден мебел и со едно куферче на средства од кои што сакаа да ослободуваат луѓе по политичка нарачка. Истото тоа не се случи и сега. Ние како партија која што сме ја добиле поддршката на граѓаните, треба да го штитиме граѓанскиот интерес. И она писмо кое што тие се дрзнуваат да пратат кон некого и да упатат порака и деломно да се закануваат, зборува за нив, не зборува за нас. И ние сме одлучни дека еднаш за секогаш нова ќе му ставиме крај. Но ние сакаме да покажеме со еден политички маневар дека не е проблемот во владата, не е проблемот во законите и не е проблемот во нивните плати, во нивното одбивање да постапуваат заради тоа што се политички инструирани. Затоа што не може цела држава да знае да има несоборливи докази за оние 18-мина од СДСМ што седат во собраниските клупи, а тие да седат тука на седници на Националниот совет за европски интеграции и да делат лекции за морал, за правда и за етика или за било што, а цел народ знае дека имаат хациенди, куки и се што имаат направено во институциите. Веќе кога ќе дојдеме до точката од која што нема враќање назад, нас како партија, како политичари, ни е најважен интересот на граѓаните и граѓанскиот интерес мора да биде едноставно испочитуван и ние треба да го одбраниме и треба да го испочитуваме. А тоа е да има правда за сите. И правда за сите ќе има во оваа држава. И затоа јас велам следно како заклучок на тоа дека ќе ги донесеме законите. Почекајте и ќе видите што ќе се случи. Многумина имавме во нашето политичко битисување во овие 8 години, што не ставаа пред разни предизвици, велеа дека ќе исчезнеме, дека ќе не снема и ние секогаш излегувавме како победници. Оваа битка тие нема да ја добијат. Ние заедно со граѓаните повторно ќе излеземе како победници од ова. Продолжува ли процедурата за разрешување на државниот обвинител? Премиерот ги спомена, претпоставувам,
за да ги поттикне малку да подработат на оние случаи за оние што се во собранието и другите кои што не се, оние над 100 случаи кои што стојат во фиоките испратени од МВР во јавни обвинителства и се и фаќаат прашина, нели? Так. Но сепак не реагира очебино на Так. сето тоа. Продолжува процедурата за Коцевски? Се чека изборите да завршат, еве. Па би биле несериозни ако се Да. повлечеме од тоа што сме го направиле, па така да ќе одговорам како што одговори премиерот. Ајде да почекаме па ќе видиме. Ние сме луѓе кои што секогаш си стојат на зборот. Победата на локалните беше огромна, со тоа и огромна е и довербата, но исто така и одговорноста која што следува. Сето ова за кое што зборуваме сега, токму се однесува на одговорноста која што ја преземавте и да ги средите и овие работи кои што и не се средуваат така лесно, бидејќи зборуваме за трета власт, за судската власт која што е независна, одделена од вас, не е едноставно, нели? Но љагата паѓа пак повторно на вас гледано од народот. Ете, ништо зборуваат дека ќе ги затворат, не ги затвараат. Една голема болка на многу луѓе која што беше создадена со оние политички притисоци, начинот на владење и се чекаше тие кои што ачик крадеа пред носот на народот, буквално беше јавна тајна што се случува, за дел испадна како оној Артан Груби што го спомена, што избега и никој не знае каде, така што имате Жешко, нели, едно костенче во раката кое што треба да го средите бидејќи сепак беше ветено дека ќе се среди. Па најголемите критики од граѓаните или најголемата разочараност за нашето работење е токму тука и ние сме свесни за тоа. Но јас ќе апелирам на граѓаните да се сетат на неколку работи. Укажавме дека едноставно СДСМ и ДУИ нема да успеат да направат инженеринг на изборите и победивме на претседателските на парламентарните избори. Кажавме дека ќе го испратиме ДУИ во опозиција и Али Ахмети во политичка пензија, и тоа се оствари. Кажавме дека ќе го вратиме граѓанскиот концепт на Кичево, каде што сите граѓани ќе бидат еднакви и треба да добијат градоначалник, а не некој кој што ги краде, ги лаже само заради тоа што е припадност по некаква националност. Кажавме дека многу потешки предизвици кои што некогаш на граѓаните им изгледаа нереални, ќе ги надминеме заедно и ги надминуваме заедно. Така да и овој предизвик ќе го надминеме заедно, бидејќи сите тие победи, сите тие резултати, целата таа одговорност е нешто што ние го посакувавме. Ние ја посакувавме таа одговорност за да ги решаваме проблемите и нема да бегаме од нив. Исто како што укажувавме дека може градот Скопје е еден од последните добри светли примери да го вратиме во функција за десетици часа и тоа да се случува, истото така и овој проблем ќе го решиме. Тоа што е најважно, имаме многу голема волја, огромна мотивација, ентузијазам кој што е нескршлив и не се повлекуваме. И кога ќе одлучиме на нешто да му ставиме крај, одиме и без разлика на политичката сцена да му ставиме крај и ќе му ставиме крај на ова такво девијантно однесување на овој дел од општеството. Она што нема да ме убие ме прави посилен, така. Па мислам дека многу посериозни предизвици од овој сме имале и едноставно не успеле да ни извадат од колосек, така да секој ваков предизвик не прави само посилни и помотивирани. Ти благодарам што беше мој гост. Честа е моја, Љупче. Ви беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.